Колега Панчо Минов, истото го зборуваме, ама перцепциите некако ни се различни, како тоа министерката која што направила ршум во двата сектори не е важна, важна е. Многу е важна. Ама тоа е ваша констатација, колешке. Дали тоа вистина, тоа е ваша констатација? Јас сум технички персонал тука или пратени кој што има право да си го каже своето мислење. Ке ве молам, немојте да ме прекинувате. Ако имало добро владение од страна на таа или тој, или извршната власт, кој што ги спроведува законите, извештајот на народниот правобранител не би бил таков каков што е, полн со кршење на правата на децата во сферата на образование. Прва работа. Втора работа, вие може да се чудите зошто и како сум ви реплицирала, но јас добро знам дека секогаш кога ние ќе имаме предлози за било кое законско решение во однос на образование или труд и социјална политика, токму вие на начин на кој што знаете да релативизирате и одобрувате, сте тој кој што не ги поддржува нашите предлози кои што се издржани и за жал констатации кои што ги читаме сега во извештајот на народниот правобранител, и тоа ми е, почитуван колега Панчо Минов, интенцијата да ви кажам дека во иднина, кога ќе даваме ние наши предлози и критики по однос на законските решенија кои што ќе стигнуваат од страна на владата па и група пратеници, треба да се сослушаме и да ги имплементирате нашите забелешки за да не доаѓа до континуирано кршење на правата на учениците или наставниците и родителите. Не може да не споменувам личност која што со своите, како да ги кажам, идеи за концепција на образование, ајде да бидеме вака умерени, направи такви кршења на човековите права, што кажи сама, малку ќе бидат два извештаи ако ги пишуваме случките од животот. Во реалноста, колега Панчо Минов, колку време јас зборувам, колку време јас реплицирам, тоа е мое исклучително уставно право. Вие тоа многу добро го знаете, како на кога јас наречеме во Комисија за земјоделие, вас ве слушам какво вршите експликација, да кажеме за одредено законско решение по 1 час и тоа е окей. Кога сум ви кажала? Кога јас сум ви кажала? Па видете сега ваша констатација и пак релативизација која што не држи. Зошто се носеле по скратена постапка законите? Затоа што имало такви пратеници како мене кои што зборувале по 2 сати. Ајде ве молам. Каде го прочитавте тоа, ве молам? Може да ми кажете некоја конвенција, некоја директива од Европската комисија, може да ми кажете, од кај го измисливте вие ова правило? Дека затоа што беве Благица или не знам Дејанчо збореле по 2 сата, затоа владата решила да праќа закони по скратена постапка. Врска нема тоа, колега Панчо Минов, очекував од вас како долгогодишен политичар, малку вака по издржан предлог за скратените постапки кои што се посебна приказана, не се поврзани со извештајот на народниот правобранител, туку се поврзани со извештајот, да речеме, на Европската комисија, која што ги констатира кршењата пак на правата на пратениците, а кршејќи ги правата на пратениците, ги кршите правата на граѓаните. Затоа што една од улогата на пратениците е представничка и ги представуваме граѓаните. Еве јас тука ќе сопрам и мислам дека се разбравме со колегата Панчо Минов, иако тој кога се јавува кажува дека не ме разбрал, но јас знам дека ме разбрал. Не е работата дали јас и Панчо се разбираме. Работата е кога ќе ги носиме законските решенија, ќе се сослушаме и ќе ги примените оние забелешки, ќе ги ставите во закон кои што ние ги велиме. Не мора само таа или тој новиот, еве и тој ќе го видиме сега, што ќе направи, или таа која што веќе се заканува на штрајкувачите вчера, прво со тишу им се обраќа, па им кажува дали ќе ги плаќа или нема да ги плаќа. Тоа пак ќе биде тема на разговор сега, следната недела. Ќе видиме како ќе ги задоволат правата на наставниците,
родителите, учениците и така на. Не може ние да молчиме кога се кршат правата и кога имаме неспособност до невидени размери. Благодарам.